За себе станавме северна, за соседот останавме фиром. Додека Македонија ги исполни сите обврски од Преспанскиот договор, дури и пред време, Грција нема исполнето многу основни работи како промена на патоказите. На таблите се уште е испишано само фиром, без никакви дообјаснувања. Го нема ни старото привремено име поранешна Југословенска република Македонија, а уште помалку новото уставно име Северна Македонија. Најчесто на патоказите се избегнува дури и кратенката фиром, па на нив пишува Евзони, како што се вика граничниот премин, а од Солун до Гевгелија само на едно место има знак на кој пишува Скопје. Пред повеќе од една година поранешниот градоначалник на Солун Јанис Бутарис при посетата на Скопје уверуваше дека на ниту еден од сообраќајните патокази во околината на Солун повеќе не пишувало фиром, но состојбата на терен го демантира. Побаравме одговори и од грчкото и од македонското Министерство за надворешни работи, зошто Преспанскиот договор не се почитува во овој дел. И од двете институции молк. Политичките челници на Грција во повеќе наврати топката ја префрлаа од институција на институција. За патоказите одговорноста била на локалната самоуправа. И грчкиот премиер Киријакос Мицотакис се правдаше дека тоа е локално прашање и немале моќ да влијаат кај локалната самоуправа. За ваквиот став на високите политички инстанци во Грција лани информираше и председателот Стево Пендаровски. Образложението е идентично, вела дека се сменети таблите кои се на самиот граничен премин, не се сменети оние кои се во внатрешноста, затоа што тоа наводно според нивните закони било надлежност на општините. А во овој дел од Грција, во тој дел од Грција, се извинувам, северниот дел на Хеленската република, веројатно постои една специфична политичка констелација во однос на Преспанскиот договор. Ова е една од малкуте обврски што ги презема Грција со договорот, а Македонија не инсистира на исполнување дури ни на тоа. Но затоа Грција во секоја прилика подсетува дека ние не сме исполниле се на што сме се обврзале. Имплементацијата на договорот треба да продолжи доследно, особено со имињата на јавните субјекти и промената на школските книги. Единствениот пат за да продолжиме напред и да продолжиме да градиме доверба меѓу нас. И се разбира, ова е патот за да продолжи интеграцијата на Северна Македонија. Додека Грција се правда дека општините ги имаат ингеренциите за патоказите, иако станува збор за државни патишта, сепак кај нас дури и пред време беа променети имињата на државните институции и беше избришана придавката македонски, па така операта стана национална, исто и филхармонијата, поштата и многу други. Се одеше дури до таму, што се брусеа шахтите на кои го имаше знамето од Кутлеш. За Грција патоказите биле општинска обврска, а за Македонија шахтите стана државен проект.